Во Белорусија веќе петти месец поред секојдневно се одржуваат протести против председателот Александар Лукашенко. Владата ги смета протестите за нелегални, па полицијата секојдневно апси над 200 демонстранти. Повеќето ги ослободува во рок од 24 часа, но има и такви на кои притворот им трае најмалку по 1 месец. На вчерашниот протест само во главниот град Минск беа приведени над 300 демонстранти. Според полицијата во Минск, мали групи демонстранти се собрале во периодот од пладне до 15 часот по локално време. Дел од приведените претходно веќе одговарале за учество на протестите, а некои пак и се спротивставувале на полицијата, зашто ќе следуваат казни до 30 дена притвор. Аеродромската служба на аеродромот Џон Ф. Кенеди во Њујорк добила дојава за бомба во авион на руската компанија Аерофлот, што слетал од Москва во неделата вечер по локално време. Полицијата веднаш ги евакуирала сите 250 патници, го пребарала авионот, но не потврдила постоење на експлозивна направа. По инцидентот аеродромот е отворен, по неколку летови биле преместени заради истрагата. Во извештајот се навидува дека авионот кој долетал од Москва е под истрага, па сите патници, нивниот багаж бил детално прегледан. Управата на аеродромот на Твитер објави дека поради инцидентот патниците може дополнително да бидат проверувани и полицијата ќе прати уште припадници за да го обезбеди аеродромот. Во Германија се потврдени уште 12.332 случаи на коронавирусот, а од почетокот на епидемијата потврдени се вкупно 1.183.655 случаи на COVID-19. Според податоците на Институтот Роберт Кох, од коронавирусот починали уште 147 луѓе, а вкупниот број на починати е 18.919, пренесе Reuters.